Предупредување за вознемирувачка содржина. Ова нема да го видите на Сител Алфа или на медиуми каде што се штити организираната криминална банда на Висер Ганив. Инаку, вели на 25.2025 година Висер Ганив и Ејуп Адеми му овозможиле легализација на Јасин Садики врз основа на барање кое го доставил до општината Чаир кога имал 6 години за зграда која ја градел кога имал 5 години. Јасин Садики е внук на Азем Садики, градоначалникот на Студеничани, и вели сигурно Азем е исклучително горд на достигнувањата на својот внук, веројатно и вие би биле да имате внуци што градат згради на 5 години. На фотото Вики и Азем како насмејани ја договарат легализацијата. Значи има и фотографија од овие двајца, од градоначалникот на Чаир и на Студеничани, и тука е документот кој што докажува дека внукот на Азем градел на 5 години, а на 6 години поднел барање за легализација. Ова е у суштина крунскиот доказ дека овие дивоградби не се градени до рокот до 2011, него се градени отпосле и се антидатирани. Односно, веројатно се градени во изминатава година или предходната, а се заведени во општина Чаир како да се градени во 2010 и во 2011 легализирани, односно кога имал овој внукот на градоначалникот на Студеничани 5 и 6 години.